Двајцата пријатели што спечалија со лажовна умирачка пари, чита Александар Станојков. Сиромаси бидејќи биле, двајца другари се согласиле да печалат пари со ваков маривет. Знаеш, пријателе, каков маривет јас си измислив? Јај, кажи да чујам, богати, каков маривет си измислил? Еве каков маривет сум измислил. Да шетаме од град на град и едни од нас да се правиме умрен од навала, та другиот да питаме пари за закопување и така може да се обогатиме. А пак вака седејќи до век ќе си бидеме сиромаси. Што велиш сега ти? Многу арен маривет си измислил, му рекол другиот. Јајде да одиме час поскоро. На тоа згора не му остана друго од околу да тргнат по тој ќар што го измислија. Со прво отишле во еден град и умре едни од навала, а другиот почнал да сака од луѓето пари да го закопаат. Аман те, браќа, му велел, подарете по некој грош за да му направам на другара ми кивур, да му купам асе, бубаќ, да му платам на гробара, да му платам на оџата и друго што треба. Јабанџија сум и никого не познаам овде, та да се зајмам и да не питам. Слушајќи граѓаните тие жални зборови од човеко, секој го подарувал со по некој грош. Собрал пари од колку што не сакал и си отишле на друг град без да исетат граѓаните од умрениот е жив. Шетајќи во многу градови, собрале едно чудо пари. Во еден најпослежен град, како што просел едниот пари за умрениот си другар, поминал еден јузбашија со 3-4 низами и го видел умрениот, чунки другар му и од него му попросил пари. Кога чул јузбашијата тој збор од другорот на умрениот, бидејќи бил многу набожен, заповедал на еден од асќеро да повика 4 амали и да го однесат на џамија, да го измијат и се колку арт што ќе потреба, тој ќе плател. Во истото време, ете го еден оџак кој врви со еден зимбил врака полн со зајре за дома, како леп, сирење, ќебојџи, лук, алва и друзи јастија. Видувајќи го јузбашијата, го викнал при себе. Тамам еве го и оџата, бујрум бре оџа, ела вамо да го пеиш овој умрен и да го закопаш.